Околу 300.000 пензионери во Македонија или близу 1000 во општината Кочани директно ќе ги почувствуваат придобивките од зголемувањето на пензиите од 3 до 8%, зависно од висината кои ќе ги добијат со септемвриската плата, заклучно со августовската исплата. За тоа какви се ефекти ќе произведе оваа мерка на владата, експертот за пензиски систем Томе Неновски пред денешната посета на Кочани изјави. Најавеното зголемување на пензиите за 5%, односно линеарно за околу 650 денари по еден пензионер, може да се наблюдува неколку аспекти. Прво би рекол дека е многу битен социјалниот аспект, затоа што станува збор за зголемување на примањата на социјално најосетливата категорија на луѓе, тоа се пензионерите кои што ги има во многу голема бројка, преку 300.000 луѓе, и она што е многу битно во ова предложено зголемување на пензиите, дека тоа ќе биде линеарно, односно еднакво и за оние кои што се со највисоки пензии, оние кои што се најмногу бројни со најниските пензии, односно сите ќе добијат зголемување за околу 650 денари по пензија, нели. Тоа се разбира за таа категорија на луѓе ќе значи одредено зголемување на нивниот животен стандард, нели, покачување, особено ако се има предвид и ниската стапка на инфлација која што во изминатиот период од годинава е присутна во Македонија. Вториот аспект се разбира дека е од економски аспект многу битен, а тоа е дека за 5% ќе се зголеми вкупната маса на пари во економијата која ќе се намени за потрошувачка која што ќе реализираат пензионерите, а вообичаено се смета и во теоријата е тоа нагласено дека една од локомотивите или замајците на економскиот растеж на економија, тоа е зголемена потрошувачка. Овие пари кои што пензионерите ќе ги добијат како зголемување, сигурно дека ќе имат силен ефект врз зголемувањето на потрошувачката, а со самото тоа и поттик за натамошниот колкав економски растеж на земјата. И се разбирам, не е за занемарување политичкиот аспект, затоа што нешто што е ветено треба да се реализира во случајов она што владата преку својата програма го ветила, еве на овој начин и го реализира. Како за она категорија која што е најзагрозена со најниски примања како пензии, тоа ќе биде зголемување за некој процент за одредена сума од 650 денари, меѓутоа ако поединечно може некој да рече дека тоа како бројка не е кој знае колкава, треба да се наблюдува како целина. Значи тоа е многу голем број на пензионери кои што ќе добијат толку колку што е предвидено, а тоа како сума за економијата многу значи. Благодарам. Што значи ова зголемување на пензиите за граѓаните од третото доба, од изјавата на првиот човек на пензионерската организација на Македонија, Драги Аргировски. Од 1 септември пензиите се качуваат, се зголемуваат за 5%. Еден аплауз ме болам за таа работа. Реков аплауз за тоа што навистина заслужуваме тоа да го поздравиме, додека сите пензионери во нашето окружување, сакате во Србија, сакате да кажеме во Грција и во други земји ги намалуваат пензиите, еве ние ги зголемуваме. Со ова зголемување просечната пензија во Македонија ќе биде 13.100 динари скоро, речиси, тоа е веќе 217 евра. Тоа е секако највисоко покачување, односно највисок износ на просечна пензија во овој дел на Балканскиот регион. Без оглед на различните коментари во јавноста околу тајмингот на ваквата одлука и висината на паричниот износ кој ќе го добијат пензионерите, факт е дека средствата кои ќе се слеат во нивниот буџет ќе представуваат значајна подкрепа токму во период од годината на зголемени издатоци по разни основи.